О, Артан, кај си бе, брат? Кај си? На зонско паркирање. Каде? Каде? Кај Зоне Замфирово си бе. Добро. Кај си со Зоне? На Косово. Аха. Кажи, што ти треба? Памперс? Добро, колку пакета памперс ти требаат? Почекај те барам за 30 секунди те барам. Ајде, чао. Мицковски, премиере, добра вечер. Слушај, една молба, ви се наоѓаат на лагер 10 пакети памперс, нешо? На Артан на Косово, тамо кај Зоне Замфирово, нешо па памперс ми бараше. Аха. Викаш да дојде сам да си ги земе. Не можеме некако да му ги пратиме нешова брза пошта тамо? Ако не планира да дојде? Аха. Добро, ајде. Добро, ќе му пренесам премиере, немај гајле. Ајде, чао. Чао, фала. О, Артан! Мицковски бе, со премиеров сега се чув. Вика све тоа супер, може да ти набави памперс, 10 пакета нема проблем, гратис, али вика ако може да доеш тука да се сам да ги земеш, да се вратиш некако. Имаш работа. Кого ќе работиш? Зоне? Не, имаш работа друга, не, Добро. Ајде, ја ќе му кажам дека ќе дојдеш да ги земеш, ама да не му прецизирам дата кога. Може и да те донесат. Кој бе да те донесе? Кој? Од Интер? Од фудбалскиот клуб? Од Интерпол! Зашто бе од Интерпол? Шо си, па ти си поштен дечко бе, зашто од Интерпол да те носат? Ке аутостопираш! Па они тамо праќаат нон-стоп од Интерпол коли, па добро, има логика да ги стопираш да те донесат. И ја не ми мисли мозоков од проба идам, знаеш, ова фамилија Адамс работиме у Драмски. Премиера е на 25 декември. Па можеш ти на 25 декември е премиера фамилија Адамс, можеш и на премиера да доеш гратис и ќе ти обезбедам. Како не мора гратиси за тебе, вие ништо не плаќате од ДУИ, никад ништо не сте платиле. Само земате. Така. Нема гајле, ако доеш за 25 ќе кажам и на Мицковски таман може да се видите па да ти донесат и пакети во памперс. Добро, готово, договорено. Ајде, чекам на премиера. Ајде, 25 декември, фамилија Адамс во Драмски, 8 саат. Готово, ти резервирам карти. Ајде, ако не Интерпол, ја ќе те донесам. Важи, ајде, чао. Чао, се гледаме, чао. Драги гледачи, извинете на ова малце што ви одзема време, но се надевам дека бевте трпеливи. Како што видовте, слушнавте, со Артан имав еден интересен муавет. Вие сте уште еднаш гости на уште една епизода Преку Тасевски подкаст или подкаст Преку Тасевски, ако сакате. Интересни работи се случија денес, понеделник, тоест што сме денес, вторник сме денес. Во Македонија, 16 декември, ја малце избркав со датумиве, со овие деноиве, пак ќе кажам, ради овие пробиве, глава ни е збркана цела. Што значи денеска интересни работи се случија, почна некако нагло почна, уствари понеделник ми кажу Алекса, све ми е избркано, извинете. Ама нема врска. Значи почна интересни работи да се случуваат во Македонија. Еве да кажеме, почна да се снима и
новиот филм на Джеймс Бонд 007. Гледаме тамо двајца Джеймс Бондови 007, решиле да прават некоја наградна игра. Многу јака, со делење станови, коли, вамо, тамо, појма немам, тротинети, не знам што тамо све делат. Арно, ама само забораиле да пријават оваа награднава игра у Министерство за финанси. И сега тука има мал проблем. Некои новинари од некои медиуми објавија веста дека тоа не било уреду, да не ги известиш Министерство за финанси дека правиш оваква наградна игра, у кој што делиш скапи работи. Оти тоа Министерството за финанси на времето се вмешало во тоа дека они даваат дозволи за нови наградни игри, токму со ниет да спречат перење на пари. Ја не викам дека овие сега имаат ние да перат пари, ама ете забораиле луѓето да пријават овие двајцава Джеймс Бондови и ги притисна јавноста, ги притисна. И сега едниот го пушта по вода другиот Джеймс Бонд, па овој другиот Джеймс Бонд го пушта по вода првиот, си префрлаат вина ова она, као што нели бидува, си играат пинг-понг и сега на обвинителството по допрен глас е да види дали тука на вистина има некоја скаламуција, некоја далавера со награднава игра што е на диво или можеби нема, не знаеме, но редно е овие двајца Джеймс Бондови малце да се проанализира нивнава идеја со тој награден квиз што сакаат да го промовираат, нели, у кој што луѓето треба да си купуваат, нели, карти од 800 до 1000 денари за некои тие ваучери со кои што ќе учествуваат во наградната игра за некој гала вечер. Не знам, јас сум од тие поглупите, стара генерација 72 година, нас не учеа да имаме таков предприемачки дух, особено не учеа да ловиме во матно и ние го неаме тој рефлекс, малце сме можеби мутави во очите на посовремените генерации, поновите генерации, но тоа е тоа. Што викаат нашите родители, нашите баби, дедовци, кои што беа, нели, овие учесници во народно-слободителната борба, не учеа да бидеме, на народски кажано, со крстот на чело. Добро, сега некој со петокраката на чело, некој со крстот на чело, но знаете таа метафора во суштина што значи. И сега, например, интересно е да видиме дали ќе има, зошто овие двајца, да кажеме, толку се опуштија во таа нивна игра наречена награден квиз, и како тоа едниот Джеймс Бонд, кој што треба да биде на едно место, кај што не е, затоа што некој доктор му дал некој пусулче за траен инвалидитет, како е со тоа пусулче, веројатно не може ништо да работи, а од друга страна тоа му обезбеди, нели, слободно да шета, а од трета страна па од кај има сила сега пак да влегува во некои чудни комбинации за кои што еднаш нафрка како жута мравка, знаеме со на торбицина со, како се викаше тој модниот креатор, Луи Витон, Mon chéri, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Comptez-vous passer? И сега што имаме ситуација, пак некоја повторува грешката. И токму затоа можеби сега треба да се реагира, оние кои што треба да реагираат на тоа, треба да реагираат промптно и треба да им се покаже местото на едниот или на двајцата, ако се покаже дека навистина сакале да ловат во матно. Сега, интересно во целата приказна е исто така, зошто овој првиот Джеймс Бонд, овој вториот е овој што треба да биде на едно место, кај што не е, а наместо да е во тоа место, нели, шета слободно, се овој првиот Джеймс Бонд, тоа се отвара една мистерија тука, со кој памет влегол во комбинација комерцијална, би рекол, со овој другиот Джеймс Бонд, што знаеме дека има бајги путер на глава, знаеме во каков скандал беше умешан. И сега зошто овој првиот, знаејќи го тоа, влага да игра оро со овој вториот Джеймс Бонд.
И сега, например, Радиои вториот овој па може да нафрка првиот Джеймс Бонд. А баш супер му тргна тоа што го правеше, нели? Емисијата, како се викаше тоа. А сега имате ситуација кога дупло голо е работава. Значи, не икам да ликувам, не ликувам, но на вистина сакам да кажам дека треба да им се стави крај на сите вакви, да не ги кажам наречам со погордно име, луѓе кои што гледаат секогаш да ловат во матно и да бркаат некои своји лични интереси. Не се ВМРО и Мицковски откако дојда на власт ги плука, ништо не правите, ништо не се смени, се е по старо, иако уште пред неколку месеци тие најавуваа дека нешто ќе се случува од септември кон нова година. Септември помина, не се случи ништо, критиките се зголемија, па ништо не правите, па ова, па она, па вамо, па тамо. И еве дојде денот кога гледаме дека ВМРО, тоест партиите на власт, сериозно си ја сватија работата и тргнаа да расчистуваат нешто што со децении во Македонија никој не се обидел да го расчисти. Сега пазете, сега ова само почетокот. Например, влегоа у некои села во Скопско, во некои домови во Скопје, во самиот град Скопје, а особено во на околина, оние некои села, кај што полициска нога немаше стапнато, може би 25 години наназад. Или ако стапнала да испие некое чајче, да пуши качак и не знам шо тамо, но генерално за тие места правната држава Македонија, тоа законите како да не важеа. И сега што се случи? Полицијата направи раци у тие места, се обидува да разбие според нивни кажувања некои криминални бандели, наркокланови, не знам како да ги наречам, од полицијата знаат подобро како да ги наречат, и дојде, значи, јајцето до задникот, да се изразам на некој начин. И веднаш тоа најде на позитивна реакција кај јавноста, самата акција на полицијата, затоа што сите ние сваќаме, живеејќи тука во Македонија, откако стана независна, последниве 33-4 години, сите свативме дека Македонија има шанси да опстане, да стане стабилна земја, сигурна земја, само доколку еден ден влезе во директен судир со организираниот криминал, со се она што го сочинува организираниот криминал. Многу сиви структури продефилираа низ Македонија изминативе 30 години, многу сиви елементи, сакам да кажам, поврзани со подземјето и со одредени безбедносни служби, и некои, така да кажам, атавизми од безбедносните служби кои што постоја уште пред Македонија да стане независна, и цел тој комплот направи од Македонија за овие изминати 30 и кусур години од како стана независна едно Елдорадо во кој што обичниот смртник, јавноста, имаше чувство дека едните се секогаш поеднакви од другите. Дека само на хартија сме сите еднакви, онаш, дали таа се вика устав, дали не знам како, но дека реално секогаш има едни кои што се малку поеднакви од другите. И дека тие се недопирливи, и дека нив куршум не ги дупи, сабја не ги сече. Веројатно таа премиса тргна и овие двајцава Джеймс Бондови од почетокот на приказната, агенти 007, а особено не знам зашто вториот тргна со таа идеја дека е недопирлив, кога веќе еднаш го допреа. Не е битно на кое место, ама овој вториот требаше да свати дека не треба да се впушта во одредени игри со овој, допрениот Джеймс Бонд. Сега не е битно за нив, зборев преска да се вратам на ова за кое што зборов. И сега одеднаш полицијата, како што гледам, тргна одлучно во акција со расчистување на многу нешта. Видовме прво тоа уапсените директори од тоа СМ, како се вика. Следно еве се случи ова по само неколку дена. Овој баш
пријателов отиде за Косово, имал некоја работа да заврши овој Артан. Иако вие го барале, што се вика, ама ете не го нашле. Тајмингот не му го погодили, он само што, значи, они му отишле да го посетат, ама овој веќе имал договорено на Косово со Зоне Замфирова да се најде. Па затоа, нели, не се погоди, ама еве се надевам дека за мојава премиера ќе се врати и таман да си го подигне памперсот, нели, овој Мицковски што премиерот наш што треба, нели, да го прати или да му го подари или да му го донира, ако сака да на крајот на краиштата. Но супер е оваа акција што почна вака, но да видиме тоа каде ќе тера. Затоа што искуството изминативе децении ни покажуваа дека за многу работи се тресла цела гора, а се родило глувче. Многу пати јавноста била замајана дека со одредена акција, наречена расчистување со криминалот или наречете соочување со октоподот во Македонија, завршувала некаде помеѓу, или ниваму нитаму, или сакам да кажам, не знам речам, во тој фазон. Последното што се случуваше, што ни остана во непријатно сеќавање, беа оние судски процеси кога падна владата, тоест кога падна Груевски од власт и кога дојда тие новите што беа на власт, што ни ја онадија мамата изминативе 6 години. И тогаш видовме дека се она што тогаш го ветуваше шеикот од Муртино, дека ништо од тоа не се исполни. Сите кои што беа гонети, главните зверки, што се вика, крупните зверки, капиталците, вака, така, им беа овие урнати судскиве процеси, ради грешка, ради ова, паднати пресуди, вамо, тамо. Помина, да кажеме, релативно лесно, освен двајца кои што најтешко поминаа, ги знаете кои се, Милена Киевски и Гордана Јанкуловска, кои што, Бога ми, видоа и како е тоа да се лежи во затвор. Нормално и ова го зборам без никаква намера да се ситам, оној што сгрешил кон државата треба да го плати својот долг и нормално добро е ќе биде ако благодарение на таа грешка што ја направил, на цената што ја платил, ако никогаш повеќе таа грешка не ја повтори. Но ние тогаш свативме дека сепак во тоа Елдорадо, кое што беше создадено на почетокот на 90-тите години, дека на вистина едните се секогаш поеднакви од другите, иако на хартија, нели, сите граѓани во Македонија се еднакви. Токму затоа доаѓаат сите наши скепси во поглед на ова сега што се случува, па затоа нема да биде лошо оваа власт да биде првата и премиерот Мицковски кои што ќе ги истераат до крај оваа акција што ја прават, што значи добри, издржани судски процеси, докажани обвиненија и нормално цврсти пресуди кои што не може да ги урне никаков после суд, ниту апелација, ниту врховен, ниту никој. И дека тие, за кои што постои сомневање дека правеле зли работи, дека на вистина еден ден многу брзо, без некој големо одолговлекување, што беше тоа случај, нели, со процесите кои што се водеа против крупните зверки, против капиталците, дека овој пат нема да има таква работа. Сега не знам колку во меѓувреме се спремни нашиве суди, судскиот систем да го смени и кривичниот законник во одредени работи, да не може, нели, одредени процеси да се туркаат до недоглед. Не знам тоа колку е сменето на вистина, но секако дека во тие реформи што се планирани, за кои што збори ВМРО ДПМН, што мора да се случат во судството, едноставно мора да бидат корените и меѓу другото да некои работи драстично да се сменат и во поглед на постапките, и во поглед на сите цел оној процес на менаџирање во судството,
кој што они од Запад го нарекуваат малце со поинакво име, а тоа е името корупција. Да, јавноста е жедна да ги види оние кои што се огрешиле во поглед на законот, дека конечно нема да бидат повеќе недопирливи и дека конечно ќе почнат да плаќаат цената за она што го правеле. Тоа е важно и за уште една работа, да се покаже пред нашата јавност, македонската јавност, како и пред светската јавност, дека принципот за неказнивост во Македонија повеќе нема да вирее, нема да најде добра почва за да вирее и да метастазира на начин како што метастазираше до денес. Во меѓувреме, кој што прави, Дуи се заканува. Али Ахмети се заканува. Еве сега пак нови закани кон премиерот. Тоа се закани за отварање на ново воено жариште, нов воен конфликт, нови премрежија, нови страдања, нови жртви, нови раселени лица. Не дај Боже нешто многу пострашно, како што гледавме на просторите на бивша Југославија кога се распаѓаше во крвава граѓанска војна. Оно што сакам да го кажам, а го кажав тоа во една емисија на една телевизија наша, тоа е моје мислење, дека реториката на Ахмети и на Дуи е млатење празна слама. Не знам како и не знам зошто дозволуваа да влезат во тој наратив, во таа реторика на закани со нова војна во Македонија, кога контекстот, регионалниот контекст, во кој што живееме денес, 23 години после онаа крвава 2001, е многу поинаков од тоа време и не само регионалниот контекст, туку и контекстот, амбиентот малку пошироко. Во ова време, во ваква ситуација, кога стабилноста на Европа, на Европската Унија поточно, е страотно загрозена, кога владее страотна селективност во рамките на Европската Унија, кога многу добро се знае кој е шефот таму или кои се шефовите, а кои се овие помаливе што само ги земаат трошките од трпезата. Кога владее една целосна, како да кажам, демографска контузија на Европа, политичка контузија на Европа, економска контузија, мислам на Европска Унија кога кажувам Европа. Во овој контекст, една политичка партија, која излезе од една провиненција која во почетокот од меѓународната заедница беше наречена терористичка, кога почна пукањето во Танушевци, 2001 година во јануари, за подоцна тој наратив да се смени од меѓународната заедница дека се работи за група, тоа е за бунтовници кои што се борат за човекови права. За разлика од тоа време, денес, да продолжиш со истата реторика после 23 години, не само што е демоде во политичка смисла, тука е многу штетно, не само за добросостојбата и безбедноста на албанскиот народ во целиот овој регион, туку не е добро за безбедноста на сите, вклучувајќи ја и таа Европска Унија, која што ги има проблемите со кои што ги има и која што се соочува со проблемите со кои што се соочува. Со тие страотни вишеетнички тензии кои што почнуваат во срцето на Европската Унија, кога малце оној наратив од кризните жаришта во светот преку спортските терени се префрла на улиците на главните градови, на државите кои што се членки на Европската Унија, и дека сето тоа зема се поголем замав, да не зборам за други форми на насилства што се случуваат предизвикани од верска, етничка,
верски етнички анимозитет на тлото во срцето на Европската Унија. Во еден таков контекст, кога Путин и неговата армада ја водат Украина, тоест и се закануваат на Украина на целосен колапс, кога буквално руската армија прави еден блицкриг на тлото на Украина, со сите оние делови што ги одзема од Донбас, од Луганск, од вамо Крим доле и така натаму и така натаму. Кога покажа веќе видлива надмоќ, кога цела НАТО алијанса и нивниот главен ментор видоа дека далеку се наративите од брзиот пат на Путин, што ги пласираа на почетокот, кога Европската Унија, челниците или бирократијата на Европската Унија свати колку големи губитници се од таа војна меѓу Русија и Украина, кога свати американските овие даночни врзници дека џабе прфрлаат пари во ветар на Украина за војна која што не може да се добие. Во еден таков контекст, една политичка партија со провиненција каква што е ДУИ, каква што има нели провинција ДУИ или ова потекло, да повикуваш на војна, на воен судир, не само што е абсурдно, туку е и погубно. А најпогубно ќе биде, како што реков, за албанскиот народ, затоа што во еден ваков контекст може да се случи американците лесно да им го завртат грбот. Затоа што за американците прагматизмот, фактички, како да ви кажам, татковината на прагматизмот се Соединетите американски држави. Значи, попрагматични од нив не постојат. Затоа за нив е, како да кажам, светиња поговорката, како сакате наречете, нели, дека нема вечни сојузници, има вечни интереси. Америка од своето создавање до ден денес ја следи оваа порака во чекор. Тоа име како да ви кажам, како звезда водилка. Се водат од интересите нивни што се како држава во моментот, во иднина и така натаму и така натаму. Што значи Америка многу своји сојузници, кои што во одреден временски период ги сметала за сојузници, затоа што им биле во интерес, после одредено време им станале крвни непријатели. И повеќе не ги поддржувале, ги прогонувале. Од жртви, од нечии жртви кои што Америка ги заштитила, дали се прикажувале како лажни жртви, ама одеднаш станале ловина, станале плен кој што американците го ловеле. Сакате свеж пример? Кој ја создаде Ал-Каеда во времето кога беше руската, тоа е советската инвазија во Афганистан? Ал-Каеда ја создаде ЦИА. Кој создаде после Ал-Каеда ред други организации кои подосна беа наречени терористички, но кои во моментот беа од интерес, од корист на американците? Еве да кажеме, пример ве и Хезболах во Либан. Хезболах беше основан, мислам 1987-88 година, не ме држете за збор, може би и нешто порано, не ме држете за збор, уствари нешто порано е, овој Хамас е 88, овие се нешто порано. Како беа формирани? Идејата беше на израелците, овај ставањето на целата операција на составување на таа организација беше на оној извршниот дел беше на израелците. Американците учествуваа нормално со идеи, како тоа и зошто тоа да се направи, и овие арапиве учествуваа со многу пари и се создаде Хезболах.
што е сега, што подоцна стана терористичка организација и овај главен непријател токму на тие кои што го создадоа. Слично е приказнато со Ал-Каеда. И што имате пример денес во Сирија, да кажеме. Ал-Каеда, кој што беше прогонувана под дрво и под камен после рушењето на зградите на светскиот трговски кулите на светскиот трговски центар 2001. Кога цела американска армада беше покрената да ги гони во наводници, ќе кажам, овие припадници на Ал-Каеда по Афганистан, по Ирак, вамо, тамо. Одеднаш, терористичка група до вчера, која што е прокси сојузник на Ал-Каеда, тоест платена веројатно од незе, гурна Башар Ал-Асад од власт. И друга терористичка организација, која што е директно под капата се наоѓа на ИЗИС. Нели? И одеднаш, овие што го урна Асад, урнале диктатор, според наративот на водачите на државите во Европската унија и според американците, дека ете, конечно демократијата во Сирија се врати. А кој ја вратил во суштина? Групи терористички, официјално што постојат на список како терористички организации, кои што беа нели под капата во скутот на Ал-Каеда и оваа другава во скутот на ИЗИС. Ја почнав приказнав за да кажам колку брзо кај американците може да се сменат приоритетите кога се во прашање нивните интереси. Албанците долги години беа под заштита на Соединетите Американски држави, благодарение на нив добија и трета држава на Балканот, тоа е Косово, иако е непризнаено од многу земји во Обединетите нации, но без американците тоа немаше никогаш да го направат. Без американците, без помошта на американците и нормално на НАТО, србите никогаш немаше да бидат на некој начин поразени и да го напуштат Косово. И знаеме тоа како се одвиваше и што значеше тој напад на тогашна СР Југославија, тоа бомбардирање, дека беше направено по терк без дозвола на Советот на безбедност, значи беше направено, ќе го употребам оној познат збор наш шверце на шверцерски начин, и фактички од тогаш тотално се деградираше целата идеја и функција што има Обединетите нации, што се чувствува до ден денес и се повеќе се чувствува еве конкретно сега како што се почувствува во војната во појасот Газа, во појасот во регионот на Западниот брег и ова сега што се случуваше во Либан при упадот на израелската армија во Либан. Значи, тотално ја деградираа функцијата на Обединетите нации, само затоа да ги истераат своите интереси. Нормално дел од нивните интереси беше тогаш да им се даде на албанците да имаат своја трета држава на Балканот. Но, во една ваква ситуација што ја објасни, во еден ваков контекст, лесно може да се случи, доколку на вистина Али Ахмети и Дуи имаат ниет, како некогашно политичко крило на ОНА, на ослободителната, како се викаше, национална армија, и на УЧК, ако на вистина имаат ниет и можност и организација, и ако се доволно луди да се дрзна да нарушат безбедноста во Македонија, мислам дека истиот момент ќе го загубат ќе ги загубат американците, тоа е Соединетите Американски држави како свој сојузник. Без разлика колку е нивното лоби моќно, до каде све задире во Американскиот конгрес, мислам дека ќе се направат преголема штета, ќе му направат на албанскиот народ и на нивната кауза, доколку се решат на еден таков чекор.
Го слушам Али Ахмети директни закани упатува кон нашиот премиер, кон Мицкоски. Само имам да му кажам една работа. Да не ги одмолчува никако овие закани, од проста причина што одмолчувањето еден човек како Алхмети може да го свати како страф, како немање капацитет да му се спротистави. Тоа може да му нанесе голема штета не само на Мицкоски, туку и на владата, на нивните напори да направат од држава пристојно место за живење. Па затоа можеби под вакви уцени, вакви закани, државата Македонија треба да си реагира соодветно и да реагира веднаш, да не им се дозволи простор на таквите кои што се закануваат со војна и ја загрозуваат безбедноста на сите граѓани во Македонија, да не им се даде веќе ни сантиметар кубен простор да го прават тоа понатака. Отизнаеме со самото повикување на јавно повикување на војна, на дестабилизација, тоа е кривично дело. А секој човек во Македонија, познате законот, какви би биле законските реперкусии кон оние кои повикуваат на вооружен бунт или на војна или на етничка верска омраза, така што би било добро тие веднаш да бидат санкционирани. Мицкоски не смее да одмолчи во ниеден случај и тука треба државата да си ги пофаќа конците со цврста рака, да успее на време да воспостави контрола и да ја постави секоја коцкичка на своје место во мозаикот. Од и таквите луѓе што доаѓаат од една таква провиненција, ранети дека повеќе не се на власт, повеќе немаат контролата врз државата, врз механизмите на моќта во државата, може да бидат и страшно опасни доколку на време не се реагира и не се стават таму каде што припаѓаат. Се надевам дека бев релативно јасен во ова моje излагање и дека дел од тоа што го кажував ќе допре таму каде што треба да допре, се со цел, го зборувам ова и секој сум го зборувал, се со цел конечно ние, јавноста, особено ние малце што сме повозрасните генерации, желни сме и жедни да видиме, да проживееме барем остатокот од животот во некои нормални околности, во една држава во која што се знае кој пие, а кој плаќа и зошто плаќа. Ако веќе се препил и испил повеќе од што му е дозволено, нели? Од што може да издржи поточно. Имајте убава вечер. Ова беше уште еден подкаст преку Тасевски, овој пат без гостин, понекогаш одам со едиторијали, каде што ги анализирам одредени случувања кои што се актуелни и се надевам дека поминавте добри 40 на 45 минути со мене. Се гледаме наредната недела, секое добро.